Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова е радиопрограма за овој час. Нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Вечерва, почитувани слушатели, покрај Блиц вестите, ќе ја промениме содржинава на емисијата. Ќе бидеме во разговор со еден од кандидатите за нов председател на црковната општина Свети Климент Охридски, Драги Стојковски, инаку поранешен председател на организацијата Обединети македонци, а сега актуелен секретар на истата организација. Инаку на 23 март ќе има членско собрание во црковната сала на Свети Климент Охридски, каде ќе се номинира за нов председател на црквата. Токму затоа вечерва на телефонска линија ќе го имаме Драги Стојковски. Сабота е празникот пак 40 маченици, повелете на заедничка богослужба во сите македонски православни цркви и во Свети Климент Охридски од 10 часот утрото, па нека ни е честит овој празник. Но најпрво да отпочнеме со трагичниот настан што се случи во Кочани, во дискотеката, каде со пиротехничките апарати избувна голем пожар на концертот на групата ДНК пред 1500 гости, млади на возраст од 16 до 24 години и неколку од 14 годишна возраст, па и неколку од 32 до 40 годишна возраст. До сега загинати се 59 лица, а 155 лесно и тешко се повредени. Меѓу нив загинаа засега двајца или тројца од групата на ДНК кои ги забавува гостите, како и пратеничката вокал Сара Пројковска. Медицинска помош стигнува од Израел, а исто така и од Бугарија, Србија и Грција. Пренесоа некои од што беа повредените во Софија, Белград и Солун од повредените, реков, луѓе гости. Србија испрати 12 доктори со медицински сестри и медицинска опрема, како и 3 амбуланти. Во ова стихија загина полицаец, исто така директорот на Домот на културата од Кочани, а и уште еден гитарист кој беше гостин за таа вечер. Додека во Македонија ќе биде прогласена 7-дневна жалост, председателот пак на Србија Вучич на 18 март ќе прогласи ден на жалоста по повод катастрофата на загинатите млади во Кочани во Македонија. Интересно е што групата ДНК пред неколку години се појави со една композиција "Ако утре ме нема". На починатите лесна нека им е земјата и да почиваат во мир, а на нивните семејства сочувство за починатите најблиски. А сега да одиме токму со таа мелодија "Ако утре ме нема" во изведба на групата ДНК. Ако утре ме нема, ако утре ме нема, ако утре ме нема, ако утре ме нема, не.
свират другите. Ако утре ме нема, ако утре ме нема, ако утре ме нема, не. Срекни лица да гледам, после нощ од сонце, сонце. Нек се кршат чаши, нек се носат флаши, само нек се игра, нек се пие, нек се слави. Немој да ме жалите, други викнете, за мене свирете. Утре ме нема, немој да ме жалите. Ти ми глава наморе, измислаш за мене. Ако утре ме нема, ако утре ме нема, немој да ме жалите. Викни ги другарите, стари песни свирете, и нека свират другите. Ако утре ме нема, ако утре ме нема, Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549. Македонската православна црква Свети Климент Охридски располага со 3 модерно опремени сали. За вашите семејни слави, крштевки, родендени или било какви манифестации, рентајте во една од салите на Македонската православна црква Свети Климент Охридски. Телефонот е 416-421-7451. Исто така, во неделите или за било какви религиозни празници, повелете на заедничка богослужба од 10 часот утрото. Телефонот е 416-421-7451. Како што спомнав на самиот почеток од програмава, на 23 март црковната општина ќе го одржи своето годишно собрание на Свети Климент Охридски, каде ќе се номинира и за нов председател во наредните 2 години. На линија го имаме долгогодишниот председател, а сега секретар на Организацијата Обединети македонци, Драги Стојковски. Драги, добро вечер. Добро вечер, драги се, поздрав до сите слушатели на Радио Часот. Ова година повторно македонските верници ќе се соберат за да гласат за нов председател на црковната општина Свети Климент Охридски. Еден од номинираните кандидати, а кој ќе биде идната недела, си и самиот ти. Пред да одам со прашањето поставено до тебе, би сакала да спомнам дека ти уште од мал беше активен во македонската комуна, а многу пати и председател на Организацијата Обединети македонци. Моето прашање е до тебе, од каде таа голема желба за оваа твоја активност? Повели. Благодарам. Па, ние, природно е човек да е производ на најблиската своја околина.
нашите семејства, најблиските роднини, пријатели, училиштето, па понатаму работата што работиме и така натаму. Од млади години, јас бив израснат во едно родолюбиво семејство. Како знаеш, моите родители потекнуваат од поробениот дом на Македонија, кој денеска е поробен од Грција. Татко ми е од селото Арменско, близу Лерин, 10 км од Лерин, и како 16 годишно момче се приклучи на Егејската бригада, која набрзо потоа се приклучи со партизанското движење во тогашна, во територијата на Тарска Југославија, што денеска е Република Македонија. Таму Битолско се бореше во ослободувањето на Битола, потоа Дебраско, Кичевско против балистите. Мајка ми е од другата страна, уиси од дел на Македонија, меѓутоа таму покрај Вардар, на пола пат помеѓу Гевгелија и Солун, од селото Петрово, Углишка околина. И не е од групата на деца бегалци, како што традиционално сме запознати, туку таа е од бегалка при крајот на војната, при крајот на Втората светска војна, кога грчки неофашисти убиле околу 70 луѓе од македонци од незиното село и ветеле дека следниот ден ќе дојдат и ќе довршат работата и со останатиот дел од жителите, така да тие биде приморани да бегаат, прво во соседното село, па потоа во Солун, па Серес, па Софија, па Пловдив, па Неготино, па Војводина, па Галичник, па завршуваат во Скопје, каде што моите родители се зимаат, таму сум јас роден и така, значи растам во едно вакво семејство од вакви родители кои поминале низ овие травматични млади години за нив, но и за добар дел од македонскиот народ. Јас се сеќавам дека се собира пријатели да татко бив поранешни партизани, раскажува разни приказни згоди, него згоди од партизанството, па ќе кажа некои приказни кои бажем за мене беа приказни, ама тоа беа нивни историски приказни наставни. Еден вид како анегдоти кажани така. Да, како доживувањата или битките на цар Самуил, па на Александар Македонски. Јас се возвишував со тие прикази, со нив растев јас. Да. И кога дојдовме во Канада, кога се доселивме во февруари 70 година, татко ми веќе беше тука едно 5 месеци пред нас, и тој веќе беше вклучен во Обединетите македонци, во Свети Климент Охридски, и како 15 годишно момче мене оба ме вклучи со него, се сеќавам, лепевме марки на пликови, стававме писма, покани за Илиненскиот пикник во 70 година, па после семестора и така натаму. И од тогаш јас сум задоен со тие македонски работи. Во Свети Климент бев и заменик секретар, бев 18-19 години. Мислам дека Тели Мариовче беше тогаш председател, па после Драги Денковски беше председател, бев председател. После се вклучи во македонско движење за човекови права, каде што истака бев председател, па на Обединети македонци неколку пати. И подпредседател во Свети Климент Охридски во последната легална управа, кога Влади Димитриевски беше председател. И од секогаш сум бил вклучен во овие македонски работи и некои се чудат можеби како не ми е досадно, но тоа мене ми дава живот. Се чувствувам како духовна храна. По-живо се чувствувам кога помагам, кога работам за македонското дело. На 30 март Црковната општина Свети Климент Охридски ќе има избори за нова управа во наредните 2 години. Ти ќе бидеш еден од кандидатите за нов председател. Што е поводот од политичка организација да се префрлиш во религиозна институција? Прво не треба да ти исправам,
Обединените македонци не е политичка организација, таа е македонска национална и културна организација. Многу минат погрешно така бидејќи Добро, сите ние ја знаеме како политичка, затоа и го употребив зборот, можеби. Да, ние сме регистрирани како македонска национална и културна организација. Нас не интересираат македонците во Канада, но и во светот, но и посебно македонците во поробените делови на Македонија. И од таа страна може би луѓето мислат политичка, но тоа е борба за македонски идентитет, македонски национални права и култура. Така да за мене продолжеток работата меѓу знаеш тие сум сигурен посланите наши македонци тука и твоите слушатели сигурно знаат дека иницијативата да се основа Македонска православна црква во Торонто и прва во Канада во ликот на Свети Климент Охридски е токму од раководителите на Организацијата Обединените македонци. Токму јас и многу пати сум рекла порано, луѓето ги потпишува нивните куќи во времето. Сега сите можеме да се покажеме председатели или било што, али нив им давам голем кредит на тие македонци. Така, лесно се, ние се издигнуваме над нивните рамења, што тие имале на времето доблест, иако не сите можеби, но повеќето од нив не одели нити во македонски училишта, бидејќи не живееле во слободна Македонија, меѓутоа имале доблест, далеку вид дека треба да се има македонска организација, изгорени од тоа дека нели ми имавме така наречени македоно-бугарски цркви кои каде се проповедаше на бугарски јазик и тие сака да имаме македонска, само исклучиво македонска православна црква, каде што Божјата заповед, каде што молитвата ќе се чуе на македонски мајчин јазик, посебно тука во Канада, каде што имаме слобода, тоа да го направиме. И мислам затоа велувам и природно доваѓа тоа превоѓање дали од црквата во Обединените македонци или од Обединените македонци во црквата. Треба да разбереме дека црквата Свети Климент Охридски како прва, но и се уште како најголема македонска православна црква во Канада, сепак е срцевината на нашата заедница. И таа е мајката на сите цркви овде, на македонските православни цркви во Онтарио, барем така мислам дека е. Таа и златната кокошка што им даваше на сите што им помагаше македонски православни цркви. Така, сите помогнати токму од Свети Климент и затоа чувствувам потреба, имам енергија, имам визија како уште повеќе да го спотиме македонскиот народ преку црквата Свети Климент Охридски. Имаме можности, имам тим на луѓе кои се способни, имаат далековид, имаат можност, имаат знаење. Да, тоа ќе ми биде во едно од идните прашања и токму следното прашање ми беше во изминативе години сите председатели со нивните управи се труделе да допринесат за самата црква и воопшто за верниците и се разбира за сплотеност меѓу сите нас. Како кандидат за еден председател на ова црковна општина, што се содржи во твојата платформа? Ние имаме разработена една обемна програма со чие исполнување ќе дојде до преродба во работата на нашата македонска православна катедрална црква Свети Климент Охридски, а со тоа и преродба во работата и дејностите во нашата македонска заедница. Не би сакал да ги замарам вашите слушатели со целата програма, бидејќи сепак е таа по-обемна, бидејќи секој ќе ја добие истата во почетокот во печатна форма на 20 март, кога ќе биде пред изборното собрание, но и во оваа прилика ќе ги дадам основните принципи на програмата. Како прво и основно, посадите наши членови знаат со каква верска и родолюбива љубов ја градија црквата како прва македонска црква на овој континент и каде ќе можеме да ја слушаме Божјата молитва на нашиот милозвучен македонски јазик. Затоа, најголемо значење ќе дадеме на зголемување на бројот на нашите деца кои ќе го изучуваат македонскиот јазик во црковното училиште, за и тие да можат да слушаат и разбираат црковната служба на македонски јазик. Ама таму има веќе училиште на македонски јазик и ги носат на богослужбата, колку што знам.
Да, но потоа им зборуваат на англиски, така да цело тоа се поништува кога горе учат на македонски, доле на англиски. Меѓутоа мислам дека тука криви сме ние родителите. Најпрво дома им зборуваме на македонски. Не мислиш дека е така? Тука е најголемата наша грешка најпрво на родителите. Точно, тоа е така. Јас од моја страна на моите деца им зборувам исклучиво на македонски. Добро, и јас тоа го правам, ама општо зборувам јас. Општо зборувам каде е грешката. Ќе употребам турците кои во 50-тите години заминаа од Македонија или оние македонци со исламска вероисповест и ден денес во Измир, во Истанбул и така натаму и на нивните деца, синови, ќерки и на внуци им кажуваат и го зборуваат македонскиот јазик. А каде сме ние? Тоа е големата грешка што ние треба одовде прво да се критикуваме. Така е, затоа треба. Јас минатото лето бев токму таму во Турција и поседив многу македонци, бев воодушевен со токму тоа што кажува како се зборуваат македонски, пеат македонски песни на прослави или свадби, исклучиво на македонски се пее и македонски ора се играат. Меѓутоа, ние тука можеме, а во рамките на Свети Климент, нас не е доволно да имаме 10, 15, 20 деца. А се сеќавам кога моите деца одеа на училиште, имаше повеќе од 100 деца, имаше 4-5 учители. И ние мораме тие добри времиња не само да ги вратиме, туку и да ги збогатиме. Затоа ќе работиме на зголемување на бројноста на сите секции на црквата. Од училиштето имаме разни збогатени форми на работа, каде што ќе ги заинтересираме децата самите да бараат од родителите да ги носат во црквата. Потоа истовремено ќе основаме разни други дејности кои се од интерес за нашите млади. Потоа ќе го возобновиме хорот кој за да биде наша гордост не само во рамките на црквата, туку и пошироко во Канада. И ние имаме надарени ангелски гласови. Знаеш дека имавме еден прекрасен хор, за жал згасна тој, но време е што поскоро да се возобнови хорот и што повеќе луѓе се вклучат и да се вдахнови самото пеење во црквата. Едно е неколку луѓе да пеат во хорот, а друго е 20 или 30 гласови да пеат заедно. Меѓутоа, морам да признам, во неделите, кога јас ја приготвувам програмата, за жал не можам да присуствувам на богослужбите, али слушам дека многу од младата генерација доаѓаат во црквата. Колку е тоа точно од твоја страна? Мислам, верувам ти таму ја посетуваш црквата и богослужбите. Има еден број на млади кои доаѓаат. Јас думам дека не треба и со тоа да биме задоволни, секој треба да бараме нови пати. Нормално е тоа. Да. Затоа сакам да надржам една многу важна работа околу делувањето на нашата идна управа. Да. А тоа е дека ќе работиме целосно отворено, тоа е транспарентно. Да. На тој начин ќе можеме да го зголемиме бројот на нашите членови и посетители на црквата од сите возрасти. Затоа во составот на идната управа ќе обезбедиме место за поеден представник од сите селски и околиски спомагателни друштва и други организации, како и за сите секции во склоп на црквата. Да развива тие кои се задолжени да нагледуваат работата на управата, како што се, за пример, контролната комисија и судот на честа. Секој ќе бидат поканети на состаноците и ќе имаат можност да извршуваат својата должност без пречки. За жал и многу селски и градски друштва, асоциации се растурија веќе, значи се згасна, тоа богами веќе е кај нас статус кво, што викаме. Сите одат напред, а ние се уште сме така статус кво. Со друштвата зборувам, со друштвата. Но некои селски друштва се уште обстојуваат и треба да се има една отвореност, да дозволиме и разни идеи од помлади, од постари да дојдат до управата на Свети Климент Охридски, за да им помогнеме на тие селски друштва, да им овозможиме како да опстојат, и тоа не само како да опстојат, туку како и да си го сочуваат бројот, ти сите имаат млади генерации, ама еве постепено изумира. Треба да најдеме најнови модели
начин на работа како да ги привлечеме нашите деца, нашите најмлади. А тоа можеме преку училиштето, преку разни спортски активности. Сите спортови што тие ги сакаат, ние треба да ги вклучиме во Свети Климент Охридски и така да ги донесеме младите. А преку тоа ќе им помогнеме и на селските друштва да се оживеат. Да. Имаме ние покрај ова се програмски начини што ги спомнав, кои не бараат многу пари, можеби и воопшто пари да бараат, да бараат труд. Значи бараат, како се рече ти, грешката е до нас. А во грешките не бараат пари. Тука едноставно треба да си учиме деца дома да зборат македонски, да дојдат во црквата, да го слушат македонскиот јазик, да имаме вечерики за младите, да другаруваат, да се запознаваат, тоа е битно. Да. А потоа имаме и на друга група на проекти кои ќе треба повеќе време и доста парични средства за остварување. Но нив ќе ги представам на годишното собрание и мислам поради терминот што ни е краток не можеме многу да кажуваме. Дали се уште имаш нешто или да одам на следното прашање? Да не знам кој ти следното прашање. Постави го. Добро, не, сакам да речам, дали си спремен со списокот на твојата управа и ако е можно да ги чуеме имињата на истите кои ќе бидат во твојата управа, доколку е можно? Списокот е спремен, да. Списокот е спремен, но ќе го ставиме, видите, знаете, ова како така наречено предизборје, ќе го ставиме списокот до последниот ден, кога ќе и другата страна, друга или три страни, не знаеме колку има кандидати или кандидатки. Да, разбирам. Кога сите ќе ги дават своите списоци, тоа ќе го давам и јас, но при крајот јас би сакал да прво да се заблагодарам тебе, Драгице, што ми даде оваа можност да се представам до радиослушателите. Тоа ќе ми беше следното прашање како порака до слушателите, но истовремено да ги повикам сите оние кои се членови на Свети Климент Охридски да дојдат и да гласат. Доколку бараат подетални информации, верувам може да се јават и до црковниот телефон на 416-421-7451 или доколку сакат да контактират со тебе на телефон 416-823-65-20, да. Но токму и пред самиот наш крај на нашиот разговор, која е твојата порака или поздрав до членовите на црковната општина Свети Климент Охридски и воопшто до целиот македонски народ и слушателите на овој радиочас? Најважна порака што јас имам до слушателите, кои истовремено се и членови на Македонската православна црква Свети Климент Охридски е дека како членови сите го имаме правото, но и обврската да се грижиме за добробитот на нашата црква. Учеството на годишните собранија и изборите се највисокиот израз за таа грижа. Ако ние членовите не присуствуваме и учествуваме на годишни собранија и изборите, тогаш кој тоа ќе оправи? Затоа ги охрабрувам сите членови да дојдат во Свети Климент Охридски на 23 март на годишното собрание, да земат активно учество во собранието со внимателно и достоинствено ислушување на сите извештаи, поставување прашања, ако имаат потреба од дообјаснење, да можат потоа да направат разумен избор за изборите на 30 март. Јас од се срце ти посакувам успех во кандидатурата за председател, на сите ние како македонци и овој пат, како и многу други пати, со гордост да се представиме меѓу канадската јавност со она најдоброто би рекла, да бидеме на исто ниво како и другите етнички, односно групи овде што се во Канада. Драги, ти благодарам, а вам почитувани слушатели да ве потсетам уште еднаш дека идната недела после богослужбата ќе има годишно членско собрание каде ќе се номинира за иден председател во наредните 2 години. Доколку барате подетални информации, јавете се до црковниот телефон 416-421-7451. Уште еднаш, драги, ти благодарам. Благодарам до тебе и поздрав до сите слушатели и да се видиме на собранието и на изборите. Благодарам. Добра ноќ. Пријатно. Пријатно. Украј Егеј
Еднои македонци славно име непокорно. Едно име имаме, по душата го носиме, за тебе живот даваме, о Македонијо. Едно име имаме, по душата го носиме, за тебе живот даваме, о Македонијо. Како Киритолина, а до небо плави. Рекните сладконосни, а езера истери. Едно име имаме, по душата го носиме, за тебе живот даваме, о Македонијо. Едно име имаме, по душата го носиме, за тебе живот даваме, о Македонијо. Мајко Македонијо, балканска убавица, мој се роди од тебе и животот дава за тебе. Едно име имаме, по душата го носиме, за тебе живот даваме, о Македонијо. Едно име имаме, по душата го носиме, за тебе живот даваме, о Македонијо. Ова година повторно македонските би сакал да спомнам дека и ова година радиочасот има потреба од ваша помош. Помогнете ја радиопрограмата, почитувани слушатели, било со донација или пак со реклами. А да спомнам дека за вашите чекови или било што можете да ги напишете директно до радиостаницата CMR. Благодарност до сите вас, а за подетелни информации јавете ни се на 647-780-6549. Не дозволувајте да се затвори овој македонски најстар радиопрограм во светот надвор од границите на Република Македонија. Вие сте вистинскиот одговор да се продолжи понатаму да се емитува или да се затвори за секогаш. Телефонот е 647-780-6549. Еве и една убава вест. Советот на Европа врши притисок во насока на спроведувањето на пресудите на Европскиот суд за човекови права за правата на македонците во Бугарија и Грција. Спроведувањето на пресудите на Европскиот суд за човекови права, што се однесуваат на правото на македонците во соседна Бугарија и Грција, слободно да се здружуваат и собираат, е класифицирано како сложен проблем, најмногу поради упорното одбивање на судовите на двете земји да ги спроведуваат пресудите на судот од Страсбург, односно да ја почитуваат Европската конвенција за човекови права, која двете земји ја имаат прифатено. Но кога се однесува на припадниците на македонското малцинство, нивното признавање како малцинство или пак почитувањето на нивните индивидуални и колективни права, двете земји не ја почитуваат конвенцијата. Пресудите
не го потврдуваат сето тоа. Двете земји одолжуваат со спроведувањето на пресудите, криејќи се зад административни пречки и наводни семинари и конференции што се организираат за запознавање на надлежните судови како да постапуваат во слични ситуации, но на крајот резултатот е ист. Регистрациите на македонските здруженија се поништуваат. Советот на Европа нема силни средства за да принуди една земја да ги почитува пресудите. Друг е проблемот што Советот на Европа, најстарата паневропска меѓувладина организација на стариот континент, нема силни средства за да принуди една земја да ги почитува пресудите, иако тоа сериозно го нарушува неговиот углед. Следењето на пресудите се претвора во долга процедура која трае повеќе години, иако според статутот на Советот на Европа можно е активирање на некои негови членови кои можат привремено да суспендираат една земја членка кога не ги почитува пресудите, како што се предвидува тоа да го направат на Бугарија. Но во многу големи земји членки на Советот на Европа се почесто се доведува до прашање улогата на Европскиот суд за човекови права, кога неговите пресуди одат против така наречените национални интереси. Затоа можеби има и толеранција кон другите, што доведува до впечатокот на двојни аршини. Деновиве Комитетот на министрите на Советот на Европа, извршниот орган на организацијата на ниво на делегати, расправаше за спроведување на пресудите на ЕСЧП, односно на Европскиот совет, меѓу нив е и за пресудата Дом на македонската цивилизација и други против Грција, донесена на 9 јули 2015 и правосилна, односно конечна, на 9 октомври 2015 година. Подсетување на случајот во кој грчките власти одбиваат да го регистрираат Сдруженијето Дом на македонската цивилизација. Терминот македонски во Грција бил во спротивност со јавниот мир. Случајот се однесува на одбивањето на грчките власти да го регистрираат Сдруженијето Дом на македонската цивилизација со образложение дека употребата на терминот македонски од страна на Сдруженијето жалител и целта прокламирана во неговите статути биле во спротивност со јавната политика и ја загрозувале хармоничната симбиоза на жителите на регионот Лерин и јавниот мир во Грција. Тоа е прекршување на членот 11. Европскиот суд забележа дека грчките судови го одбиле барањето за регистрација на асоциацијата апликант врз основа на горе-долу истата линија на образложение како она усвоена од нив во случајот Сидоропулос и други, член 38, во врска со истото здружение. Европскиот суд понатаму забележа дека со цел да се проценат целите и потенцијалната активност на првиот жалител, домашните, односно грчки судови се подпираа на фактот дека членовите 9 до 11 од конвенцијата го вклучија поимот јавна политика меѓу легитимните цели способни да го оправдаат ограничувањето на гарантираните права. Меѓутоа, во овој случај тие требаше да ја земат предвид и релевантната судска практика на судот, кој се залага за регистрација на здружение, а не за претходна контрола на неговата законитост, кога националното законодавство предвидува клаузули што дозволуваат следење на неговата активност постериори. Натаму, што се однесува до Сдруженијето Центар за македонски јазик во Грција, тоа е регистрирано во 2022 година од страна на судија на Окружниот суд во Лерин. Истото тоа имаше цел да го промовира македонскиот јазик во Грција и да го поддржи неговото воведување како изборен предмет во јавното образование. Во 2023 година судот во Лерин отфрли повеќе барања за распуштање и ја потврди регистрацијата на оваа организација, потврдувајќи ја компатибилноста на здружението со договорот од Преспа. Меѓутоа, во 24 година апелацискиот суд во Кожани нареди распуштање на здружението, сметајќи дека воведувањето на македонскиот јазик како малцински јазик е цел надвор од законската надлежност на приватно здружение, бидејќи образовната политика е одговорност на државата. Поднесени се жалби до Касацијскиот суд, така властите нагласуваат дека достапните домашни правни лекови се уште не се исцрпени. Апликантите се уште не побарале да се одреди датум за разгледување на нивните жалби или да се одложи извршувањето на присудите на апелацискиот суд. Второто здружение Центар за македонски јазик во Грција, иако го делеше своето име со горе спомнатото здружение, имаше различни цели. Во 2023 година поединци што го отфрлија постоењето на
центрно-македонски јазик како посебен јазик од грчкиот, побараа од судијата на окружниот суд од Јанина да го регистрира нивното здружение. Тие тврдеа дека македонскиот јазик се однесува само на дијалектот на старогрчкиот кој се зборувал во Старогрчкото кралство Македонија. На 19 април 2023 година судијата на окружниот суд Јанина го отфрли барањето, нагласувајќи дека оваа цел не е компатибилна со одговорот од Преспа, според кој македонскиот јазик ќе биде официјален јазик на Република, како што велат Северна Македонија. Со оглед на гори наведеното, властите сметат дека националната судска практика покажува дека домашниот правен систем не е неповолен за регистрација и работата на здруженијата слични на апликантите во конкретниот случај. Подсетува дека во овој случај се однесува на повреда на правото на слобода на здружение поради одбивање на националните судови да регистрира здружение врз основа на јавниот ред, зашто судот утврди дека е непропорционален. Подсетуваат на врската на државата договорничка според член 46 од Конвенцијата на времено, целосно и ефективно да се усогласи со пресудите на судот и дека оваа врска се протега на толкувањето на националното законодавство од страна на судовите. Повторно забележувајќи дека здружението апликант се уште нема добиено од грчките судови преиспитување на основноста на неговото барање на регистрација, земајќи ги соодветно предвид на одит на судот. Забележувајќи дека здружението барател не поднело ново барање за регистрација и дека пред да се потврди дека здружението барател има можност да се испита регистрацијата на неговата организација според процедура која целосно ги почитува барањата на конвенцијата, затворањето на поединечни мерки се чини прерано. Забележувајќи ја со интерес во ова насока регистрацијата во 2022 година на Здружението Центар на македонски јазик во Грција, потврдена во 2023 година, Основниот суд на Лерин ја изразуваат својата длабока загриженост во врска со неодамнешното распуштање ново здружение од страна на апелацискиот суд во Кожани. Забележувајќи дека овој случај сега е во тек пред Касацијскиот суд, ја нагласи важноста жалбената постапка да биде завршена брзо и во целосна согласност со членот 11 од Конвенцијата и судската практика на судот. Ги покани властите да го информираат комитетот за исходот од горе наведените постапки пред Касацијскиот суд, како и за секој понатамошен развој во грчката судска пракса или законодавството, означени за овој случај до 15 декември 2025 година. А сега да ги чуеме и новините од Македонија. Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. По повеќе од 50 години денеска почнуваат градежните активности за повторно отворање на граничниот премин Маркова нога на македонско-грчката граница. Проектот опфаќа изградба на административна зграда на Царинската управа и целокупната инфраструктура потребна за да функционира како граничен премин. Со отворањето на овој граничен премин се очекува да се отвори простор за економска, туристичка и културна соработка меѓу Македонија и Грција. Повторното отворање на граничниот премин беше најавено со потпишувањето на Преспанскиот договор уште во 2018-та. Граничниот премин Маркова нога Лемос е затворен повеќе од 50 години, а преку него порано се поминувало само со лична карта. Наша екипа е на терен, очекуваме вклучување во живо на изјавите за медиуми, доколку се случат во текот на овие вести, доколку не деталите ќе ги имаме во вестите во 16. Во 30-дневен притвор одат бизнисменот и поранешен директор на спортскиот центар Борис Трајковски Радко Капушевски и неговиот партнер во компанијата РКМ Ерџан Сулковски, како и поранешниот директор во државната ЕСМ Адријан Муча. Јавниот обвинител се согласи за промена на предлогот за определување мерка притвор со предлог за куќен притвор за собственикот на Пуцко Петрол Асмир Јаховски. Ова се одлуките на судијата од Основниот кривичен суд кој вчера одлучуваше околу мерките на предпазливост за осомничените за злоупотреби со набавки на мазут и реши да го прифати предлогот на обвинителството за определување мерка притвор за тројца од 5 мината за кои обвинителството ја бараше мерката. Од судот додаваат дека останатите 7 на осомничени кои беа спроведени во судот
За нив судијата го прифатил предлогот на јавниот обвинител и донел решение за определување мерки на предпазливост. Против овие решенија странките можат да се жалат пред кривичниот совет. Покрај бизнисмените, меѓу осомничените се и поранешни директори и раководители во АДСМ. Сите се сомничат за злоупотреби при набавка на мазут со сомнително потекло и квалитет. Предпоставките се дека мазутот бил увезен со високо ниво на сулфур и тешки метали, што се закана за загадување на водата, почвата, но и здравјето на луѓето. Според првичните информации, увозниците се сомничат и за оштетување на буџетот од околу 160 милиони евра. Го бранат корумпираното судство и обвинителство, а вистинската причина денес е јасна. Се работи за заштита на криминал вреден 167 милиони евра, реагираат на пресконференција од владеачката ВМРО ДПМНЕ утрово. Граѓаните знаат кој ги труел и при тоа ги крадел. Само судиите на СДС и ДУИ ги штитат криминалците. Наместо најстроги мерки за обезбедување на присуство, судиите на СДС и ДУИ го пуштиле дома синот на пратеникот Јаховски, газда на Пуцко Петров. Иако помеѓу осомничените има лица кои што се во бегство, како Васко Ковачевски, судот верува дека останатите нема да бегаат. Со што се увери судот дека и другите осомничени кои се имотни нема да се впуштат во бегство. Кој ќе одговара ако уште некој од осомничените избега? До кога судиите ќе им служат на СДС и ДУИ, а не на народот? Пресудите се носат во име на граѓаните, а не во име на партиите СДС и ДУИ. Судиите да се освестат и да почнат да работат по закон. Одговорноста за секој пропуст и криминал е нивна. А незадоволството кон состојбите во судството пратениците од мнозинството го покажаа вчера на седница кога по релативно кратка дебата гласа недоверба на петмината членови на судскиот совет кои ги избира собранието. Пратениците констатираа дека тие веќе немаат легитимитет да ја вршат функцијата, ставајќи им на товар серија престапи кои според нив довеле до широко распространета недоверба во правосудниот систем. Опозицијата не присуствуваше на гласањето со изговор дека сака да спречи мешање на законодавната во судската власт. Одлуката на собранието за разрешување на членовите на судскиот совет не значи автоматски крај на нивниот мандат, но ги става во сериозни проблеми доколку се решат да останат на функцијата во ситуација кога органот кој ги избрал веќе изгласал дека не може да останат на таа позиција. Министерството за одбрана денес објави конкурс за прием на 300 нови професионални војници. Право да се пријават имат сите полнолетни физички здрави државјани на Македонија кои не се постари од 25 години. Потоа Министерството преку посебни комисии ќе врши селекција меѓу пријавените кандидати. Од Министерството за одбрана ги охрабруваат особено девојките да се пријават на огласот. Од таму велат дека при вработувањето ќе се води сметка и за правична застапеност на кандидатите. Платата според објавениот оглас ќе почнува од 500 евра плюс уште 200 евра за трошоци за стамбено обезбедување. Од Министерството за одбрана објавија и оглас за 10 подофицери во македонската армија, а следува и огласот за прием на 60 лица со завршено високо образование во официрски чин. Сакаме да ги освежиме нашите редови, но и дадеме шанса на многу млади луѓе да бидат дел од нашето семејство, од нашето НАТО семејство, дел од најдобрите, од најквалитетните, овие луѓе што стојат тука позади мене и насекаде во касарните, насекаде на теренот, насекаде низ вежбите може да ги погледнете. Тоа се срцето на Македонија, тоа се луѓето херои и затоа уште еднаш сакам да ги повикам сите млади. Ако се чувствуваат спремни, ако ја сакаат татковината, ако сакаат да бидат дел од безбедносните структури, сега е можноста да бидат дел од ова семејство. Ја замолувам сите вас да го, како медиуми, ако може, да стигнат до што повеќе млади луѓе, бидејќи навистина ни требаат најквалитетните млади луѓе во државата.
Или трештат насред село, капанчука рум-дум-дум. Млади моми, ергени до Треоравија. Млади моми, ергени до Треоравија. Mladi momi, ергени до Треоравија. Mladi momi, ергени до Треоравија. Оздолиде стар бел дедо, засукал мустаки. Оздолиде стар бел дедо, засукал мустаки. Браво тргана, ротори тој да се вати. 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 Чека, чека, чарум, чека, чека, чарум, чека, чека, чарум, дум, дум. Чека, чека, чарум, чека, чека, чарум, чека, чека, чарум, дум, дум. Dogleda baba Neda i na dedo veli. Dogleda baba Neda i na dedo veli. Kade odiš tamo, ara mora da im grdiš. 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 Ова наше издание на Радио Час од Глас од Македонија ќе го завршиме со големата и искрена благодарност што другарувавте заедно со нас, а се надевам дека ви исполнивме дел од вашите очекување во оваа емисија, која, како и другите радиоемисии, ги поставуваме на YouTube под The Voice of Macedonia, а од вас бараме да кликнете на subscribe. Посакувајќи ви пријатна седмица, слушајте не идната недела од 6 часот попладне, кога повторно ќе се јавиме директно во вашите домови со гласот, со зборот и песната од Македонија, преку брановата должина на CMR радиостаницата и брановата должина 101.3 FM. Вашиот уредник и водител на Радио Час од Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.
Lord.